Медијаторот Метју Нимиц седнува на маса со преговарачите Наумовски и Василакис во обид да се приближат ставовите за да се дојде до решение. Очекувањата од овој состанок не се големи, но може да покаже во кој правец ќе се движат преговорите до рокот кој неофицијално го поставија двете страни, а тоа е јули. Ако од македонската страна владее целосен молк за тоа какви ќе бидат позициите и дали ќе има некакви црвени линии, медијаторот Метју Нимиц за грчките медиуми открива дека терминот Македонија ќе биде дел од предлозите за конечното решение на спорот за името. Но Нимиц не открива кои се имињата за кои ќе се разговара, иако грчките медиуми веќе подолго време лицитираат со Нова и Северна Македонија, како и опсегот на така наречените идентитетски прашања кои се дел од преговорите. Шефот на дипломатијата Димитров пак вели дека е оптимист со грижи за исходот на преговорите за името. Тој убедува дека се решени да го движат процесот кон решение, но оти нештата не зависат само од нас, туку и од другата страна. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, вчера истакна за да има прифатливо решение за името, треба да се согласи опозицијата и дека за неговата партија единствено е неприфатливо Словенска република Македонија. И додека политичарите од двете земји се обидуваат да најдат решение, ситуацијата во Грција полека зоврива. Вчера во општинската зграда во Солун упадна ултранационалистите од Златна Зора, извикувајќи Македонија и Грчка и вејки транспаренти со националистичка содржина. Дивењето на националистите од Златна Зора е само подготовка за големиот митинг во Солун во недела, за како што го нарекуваат одбрана на Македонија, на кој се очекува рекорден број луѓе, а свое присуство најави и коалицискиот партнер во владата Панос Каменос.